Време е за здравите оброци, здравите ужинки и за квалитетни животни навики на нашите најмили. Знаете дека во овие прилози ние зборуваме за се она што е здраво, што содржи енергетска вредност, што има многу витамини, протеини, јаглени хидрати и што се треба да биде дел од секојдневната исхрана на течињата. Минатиот пат ве запознавме со тоа како да ги натерате не со сила, туку со убаво да ги инспирирате вашите дечиња да го засакаат доматот, младото кромитче и воопшто зеленчуците, што има уште многу ние зеленчици да ви представуваме на многу интересен начин издекорирани, но ветивме дека денеска во овој прилог ние ќе ве запознаеме со тоа како поинаку да му го сервирате овошјето на вашето детенце, доколку тоа одбива да го јаде онака измиено од рака или можеби едноставно насецкано во тањирче, како вие поинаку да му го сервирате овошјето, а да тоа се заљуби прво во таа креација која ќе види, а потоа парченце по парченце да ја ужива. Знаеме дека кога се мали децата, првото овоштие кое што го внесуваме после мајчиното млеко е јаболчето кое што вообичаено се блендира и кое што така некако во кашичка кога му го даваме детето и кога е гладно не одбива, но тоа кога е веќе поголем, кога тоа почнува да пружа отпор, почнува да покажува некои знаци на негодување, тогаш на родителите на вистина им е тешко како да ги внесуваат редовно овоштијата без расправање и без губење часови време. Затоа ние пак си дојдовме денеска во носталгија и Бети и Дејан за само неколку секунди со нивните убави ножеви, квалитетни ножеви и со едно јаболче направија една неверојатна декорација. Дејан, дали ова пара некоја посебна симетрија вака или тоа го правите веќе вие рутински? Тоа со самата пракса, например, и уште кога учиме во средно, значи, со самата пракса полека самите расе добиваат вештина, брзина, значи сега првите кога сме ги направиле првите лебеди не личеле на лебеди. Исто како Матеја да го правела, значи полека со тек на време колку повеќе шведски маси правиш, декорации, такви некои јадења, значи поспецифични, кај што бара, значи прецизност, умешност. И полека значи се стекнува и рутина и брзина и квалитетот се гледа, значи затоа. Така. Бети, овој лебед го направивте од јаболче, од што друго се може да се изведе, од која друга форма на овоштие? Па најчесто го работиме лебедот од јаболко, а иначе може да се прави од се што е во кружна форма, така нели? Може други некои ко лепези, како такви некои изделкани работи, како украси, например, како шишарки, значи зависи од кој овошје, што идеја ќе ти дојде во моментот. Значи од крушка можеш како шишарка, значи длабнатини да исполниш па да полниш со други некоја овошја комбинација. Најбитна е маштата. Во разни бои да дојде нијанси за кои ќе се погледне да не е значи само едно бојно за да се напунат очите што се вика, значи да биде попримамливо. Така. Значи тука веќе кога зборуваме за храната, многу е важна естетиката, но исто така е важна и желбата, како што кажа и Бети и Дејан, да се потрудиме на најинтересен можен начин храната да ја претвориме во уметност
и да ја претвориме во некоја оригинална креација која што ќе направи да ја почувствуваме поинаку. Да речеме, многу деца јас познавам кои што го јадат јаболкото, буквално јадат 2 залчиња и после тоа го фрлаат затоа што не чувствуваат некоја посебна желба да се поврзат со јаболкото, но доколку ова лебедче ние почнеме вака на нашето детенце да му го даваме парченце по парченце, ајде детенце, отвори го устето, да видам како ти ќе го каснеш ова јаболче, јас мислам дека тоа дете нема да може да не одбие, туку до последно ќе ги изеде сите делчиња од ова лебедче, како што гледате, тоа е направено толку совршено, а е залепено со што е поврзано, Дејан? Тоа е прмачкано како со шербет, помешано со желатинче, со тира, да, за да не паѓат и за да не потемнува, да. И за да може да издржи, може да остои повише сати. Да, онолку колку што е потребно, се разбира, тоа е поврзано да, со... се глазира така. Се глазира. Така кажано, да. Со црвено јаболко би изгледало уште порепрезентативно, затоа што внатрешноста е жолта, а да, може во две комбинации, црвено телото со бели или жолти крилце, или обратно, значи така ќе дојде уште поубаво. Инаку, според сите нутриционистички правила, драги родители, јаболкото и било кое друго овоштие е многу корисно и пожелно да се дава наутро, нели? Да. Значи предпладне, во предпладневните часови, првиот оброк, а после половина час веќе можете да му дадете еден квалитетен оброк кој што ќе му држи до ручекот, или можете да го дадете во ужинката, помеѓу појадокот и помеѓу ручекот да има еден овошен оброк и по можност да не му давате одеднаш 2 овоштија, да речеме јаболче и крувче, туку помеѓу едно и друго овоштие да има барем 20 минути пауза за да може желудникот да го преработи и да може правилно да се искористат хранливите состојки од тоа овоштие, да не се мешаат киселините на едно и друго овоштие. Значи овде сме да се посоветуваме и да се научиме на многу важни и корисни совети за тоа како од секој артикл да го извадиме најдоброто и најдобро да се искористи во нашето тело. Па толку за јаболчето. За другите овошки ние ќе зборуваме многу, бидејќи допрва нас ни доаѓа летото и сите убави плодови кои што ги имаме на нашето подлеѓе. Толку во овој прилог, јадете јаболчиња, јадете овошје и зеленчук за да бидете здрави, а ние повторно ќе дојдеме во носталгија со уште некој следен и многу интересен оброк. Чао! Чао! Чао, чао!
Драги наши, ви ветивме дека редовно во средниот дел од емисијата ќе имаме не само педиатриски совети, совети за родителите кои планираат да имаат семејство, а имаат одредени пречки, ами ќе имаме и совети на психолошка база, значи нешто со што се соочуваат сите родители, без разлика дали имаат мали деца или деца кои се веќе во пубертет и во онаа фаза во која навистина често пати се бараат самите себе си. Епа, драги другарчиња, ние во средниот дел малку одиме со посериозни теми, доста беа оние авантури со Пинги и другарчињата, како и советите за здравите животни навики. Денеска би сакале да позборуваме за проблемите на психолошка основа, сето она што е карактеристично за поголемките деца. Значи, минатиот пат зборувавме за како ќе ги советуваме мајките или оние кои што планираат да бидат мајки, да станат мајки, а денеска заедно со психотерапевт доктор Сонја Алексич Вуковиќ, која што љубезно не прими во психолошкото советувалиште Психомодус, ќе зборуваме на една многу интересна тема, за која што често пати во неврзани разговори разменуваме на мислења, но денеска ни е потребно мислење од стручно лице. Ви благодарам што не примивте денеска во вашето советувалиште. Лагите. Колку се детските лаги наивни? Тема која навистина изгледа наивна, звучи симпатично, но не секогаш сето тоа поминува без последици. Значи, како ние, до која година можеме да ги оправдаме оние детски лаги дека се резултат на нивната љубопитност и осознавање на светот? Да, ова звучи прилично наивно. Меѓутоа може да стане многу ненаивно. Односно, може да приде, да кажеме, во возрастно доба, во нешто што се нарекува псевдологија фантастика. Тоа е едно многу тешко пореметување, карактерно, нели, каде што особата дефинитивно постојано измислува некакви лаги и прилично... Си верува? Да, тоа е тоа. Меѓутоа, ај што си верува, мислам, потрагично е тоа што другите или во едно општество без одредени норми, нели, вака као што е ова аномично, преодно некое, факт е дека тие особи може и некого да прелажат, нели, во принцип. Меѓутоа, што се однесува до лагата, факт е дека можеме да посматраме од аспект на возраста на детето. Затоа што кога се работи за мало дете, кого не се развиени сознавните функции, значи се уште функционира магиското мислење, кое пред се фантазматско мислење, значи логичното мислење кое понатаму од 5-та година се развива, нормално е да не може детето да ја разграничи фантазмот, да го разграничи или она што ние возрастните би го нареколе лага од реалноста. Така да за детето тоа нормално, значи во тој период од развојот и тука некаде кога на тој преод некој на магиското мислење во апстрактно мислење, дури има една фаза која нарекуваме Минхаузен фаза, нели, заради грофот Минхаузен кој бил познат, нели, по своите лаги, и така и ги нарекуваме мали Минхаузени. Нели, и тоа е добро, тоа е све фино и симпатично. Меѓутоа, значи, е типично за овој период. Понатаму, секоја појава на лажење треба да ја посматраме како некој индикатор за некаков проблем во интеракциите семејни пред се, затоа што детето е нешто што ние го создаваме тако како што е. Значи, не можеме да се вадиме, леле, карактерот му е таков, па... Наше огледало. Дефинитивно. Наш производ. Домашен производ, дефинитивно. Така да, ако забележиме нешто такво, значи има нешто се случува со детето, да кажеме, овој детето најчесто прибегнува кон лага кога има страф од казна, страф од отфрлање, страф од неразбирање, значи сепак врската помеѓу родителот и детето на некој начин е пореметена. Ако родителот се поставил така авторитарно да детето не може да има доверба дека ќе биде разбрано, има страв дека ќе биде казнето и така натаму. Така да, веројатно тука недостасува нешто во таа комуникација за да детето знае дека ќе биде прифатено или е прифатено секогаш, какво и да е, со тоа да, нели, се поразговара околу секој проблем. Значи, ако детето го нема тоа искуство дека може за секој проблем да се поразговара, ако има впечаток дека родителите имаат одредени очекувања од него, а оно не ги исполнува, тоа е страшно. Нели?
Така да, стално лажењето би било некаков проблем кој би укажувал на оваа некоја Така, сега, доколку интеракција. имаме одредени индикации дека детето евентуално лаже, потребно ли е ние тука да направиме еден притисок, да му дишеме во врат, да му ја контролираме цела сите движења, што прави, со кого се слуша, како се слуша, или сепак пожелно е тоа да не го направиме така евидентно, ами да пробаме тактички со одредени троштени мудрости да одоколу да го натераме детето да само дојде до Признање. причината зошто го направило тоа. Факт е дека кога се работи за одредено непожелно однесување кај детето, прво ние не треба да му придадеме таков значај, значи веднаш да го нападнеме заради нешто, затоа што ние тој проблем ќе го наполниме со енергија фактички, ќе му го ја зголемиме важноста. Значи ако се работи за нешто безазлено, еве као и стално ги цениме околностите во смисол на возраста, нели, и што тука се случувало во ред. Меѓутоа, ако тоа е стварно проблем, значи се работи за поголемо дете, па таа лага може да биде со лоши последици, секако треба да направиме некаков разговор. Значи, прво, тој разговор од околу, нели? Значи, ствараме можеби некои ситуации во кои се наметнува тема, некоја... Можем пример за некој друг даваме. Така, мислам, само да не биде премногу транспарентно, затоа што децата се многу паметни. Мислам, така да, возможно е да се разговара, значи, на таа тема во семејството, па да се опипа пулсот или мислењето на детето, а тоа е во оние семејства каде што родителите се заинтересирани за мислењето на детето. А таму кај што се заинтересирани за мислењето на детето, во главном не би имало вакви проблеми, Точно. разбирате. Апсолутно. Сега не многу често, но сведоци сме дека и кај онаа средна возраст на деца кои веќе почнале да одат во школа, а не ги фатил пубертет, значи во некоја средна преодна фаза не ретко се случува да запознаеме дечиња кои живеат во некаква илузија, значи живеат во некоја своја замислена фантазија и често сакаат таму да останат, таму се чувствуваат среќни од било кои причини. Има ли тоа некаква причина зошто го прават тоа, бегството од реалноста? Тоа е бегство од реалност. Значи, зашто некој би избегал од реалноста? Затоа што не му се допаѓа реалноста. Само што мислам дека тоа се овој ретки случаи, сепак тоа збори за прилична незрелост. Воопшто, добро, кај децата и незрела структурата во принцип, меѓутоа е малце повеќе од тоа. Дали тоа значи дека тие еден голем дел од најмалото детство го поминувале сами, не им се разговарало многу, не им се обрнувало многу внимание, бидејќи многу е битно и кој ги чува и како ги чува, колку им раскажува, Да, колку и они си ствараат свој имагинарен свет и најчесто се тоа имагинарни пријатели, сето тоа. Тоа е во ред, али тоа се така спорадични, знаете, и тоа е убаво за имагинацијата на човек, на детето, затоа што детето преку својата имагинација и измислување на тако некој пријателче или она што е преоден објект, оно успева, значи да ја надмине, да го надмине стравото до одвојување од родителите, она да оди да заспие, да остане само, нешто да направи. Тоа може да биде развојно многу корисно. Меѓутоа, овакво, значи изолирање, социјално повлекување, живење во некој фантазматски свет секако би укажувало на некое потешко растројство. Значи не е тоа толку безазлено. Затоа што социјализацијата е многу битен елемент во тек на растот и развојот. Така. Јас претпоставувам дека ќе имаме многу прашања, многу предлози и многу барања на наши редовни гледачи по повеќе теми. И затоа уште еднаш ги повикувам сите наши гледачи, мајки, баби, родители кои сакаат, а досега немале можност да постават прашање, направете го тоа, значи на нашата страна на Facebook Звезди и приказни, каде што можете да предложите некоја конкретна тема која што ние би ја разработиле, би зборувале и би се обиделе да ви помогнеме во се она што летиште или можеби се соочувате, а не знаете каде да се обратите. Јас тука некаде би ви се заблагодарила за денешниот разговор во кој малку начнавме околу лагите, околу тоа дали се наивни секогаш детските лаги. И се разбира, наравоучение од нашиот разговор би бил следете што се случува во животот на вашите деца, бидете присутни во нивното секојдневие, не бидете настрана од сето она, бидејќи тоа некогаш може би скапо да не кошта и нас, а и нив, така нели? Секако, апсолутно. Односот на детето со родителите е фундаментален за него.
за неговиот развој и како ќе му се структурира личноста. Така, бидејќи тоа е нашиот домашен производ, Домашен Борко и многу убаво го кажавте. Ви благодарам за денешното гостување, а ние одиме со уште една приказка со наша позната личност. She's in demand, her schemes and plans. Let's dance on the floor and around. So take my strong advice, just remember to always think twice. She told my baby we danced till 3, and she looked at me. She showed a photo of her baby crying, her eyes were like mine. Let's dance on the floor and around. It's not my lover, she's just a girl who plays
Бугарчиња, нашата дестинација и денеска се нашите омилени лулашки, каде што си закажавме средба со уште една наша омилена фолк пејачка, ТВ водителка, има уште многу други професии за кои сама ќе ни открие, но дама која остана дете во душата, Татјана Лазаревска. Фала, Сузи, преубава најава, навистина амбиентот со студио ви е прекрасно. Отворено студио на отворено небо, со сигурна сенка. Да. Одлично, навистина облека се враќаме секој во своето детство, јас во моето, кој што навистина прекрасно го поминав и јас не верувам дека има човек кој што не сака барем да се чувствува дете во душата. Така да јас сум горда на тоа дете во мене што се уште стои, тоа значи дека сум искрена, дека ги сакам искрено луѓето, како сите оние карактеристики и особини кои што ги носат децата. Сега околу лажењето децата викаме не лажат, ние возрастните. Кој не подлажува, тој не е човек. Не, јас би рекла дека и децата си подлажнуваат, нели? Сите помалку, или имаат фантазија. Да. Тоа е нивната основна карактеристика што фантазираат, а за тоа им помагат многу приказните, бајките, сказните и така. Фантазијата да се развива до одредени граници е многу корисно, за да ја задржиме секогаш добрата мисла, да ја задржиме вербата, да ја задржиме надежта, бидејќи таа не крепи понатаму во животот кога ќе дојдат малку посериозни времиња, нели? Така, не станува ништо друго, освен да си фантазираме. Така е, па тоа ни е единствено бесплатно и тоа никој не може да не казни за фантазија се уште. Гратис уживање. Така. Кажи ми на што ти е првата асоциација која ќе се вратиш назад во детството? Јас во разговорот што го водевме пред да се сретнеме, баш убаво така ме наврати еве неколку дена наназад од нашето слушање до овој момент, навистина баш размислував. Има многу работи кои што ме враќаат во детството, меѓутоа прва асоциација на која што ќе помислам кога ќе ми текне јас кога бев дете, тоа е цртање со мечето ушко. Значи не само цртањето како цртан, туку има доста работи поврзани со тоа. Значи добриот менто. Да, доброто мече. Значи ние кога бевме деца, ние зборам ајде за мојата генерација 70-тите. Значи имаше некој посебен начин на живење, посебен начин на детство, затоа што мечето ушко беше поврзано со нашето легнување во кревет, например. Се сеќаваш? 15 закон, така. Ете, значи не се сеќавам само на цртаниот како цртан, туку на моментот дека се имаше некој од наводници ред, да не речам режим. Значи се знаеше кога е вечера, се знаеше колку, да. Дека пред тоа имаме значи цртан, после тоа се вестите, родителите гледаат вести, легнуваме и така еден многу јас мислам малку некако подобар начин на дисциплиниран на живење, кога се работи за децата, денешниве наши деца заспиваат пред компјутер, стануваат пред компјутер. Воопшто не се радувам за тоа, меѓутоа таква е времето, таква е технологијата. Се дружат на Facebook, да. Значи ние израснавме на лувашки, израснавме на улица. Играше ли ластик многу? Како не, до 8 одделение, мислам, што се вика, израснавме и пубертет ме фати и се она пропратност пубертетот, ние уште рипавме, искокавме, игравме она плочка, нели, игравме Сакате ли војна, тоа беше исто многу интересна игра. Јас растев во една населба каде што се беа куќи, значи не сум растена во зграда, така да во секој двор имаше по некој овошка и вака ова пролетно убаво време кога почнуваат црешите, крадевме цреши. Тоа е и дел од детството, мислам, воопшто не е крадење како крадење, нели, да не ме сватат погрешно. Да ти ги даде мајка ти, финта е да си подкрадеш. Кај си. Тоа беше така. Си правевме приредби, представи, си кажувавме вицови на улица, се на улица. И мајка ми од тераса само ќе не викнеше Тања, Мери, ајде по еден сендвич и толку беше. Значи, дома влегувањето колку да се касне, нешто да се поднапиеме и пак на улица. Денешниве деца, за жал, мене ми е многу криво што Петар и Стефан, моите деца, не можат да го имаат тоа детство што сме го имале ние или што сум го имала јас, затоа што мислам дека многу побаво живеевме во тие времиња и побаво детство имавме. Добро, јас се надевам дека како така ќе научат да пливаат во сите овие нови нешта кои ги донесе современиот начин на живење и тоа е тоа, нема враќање назад, но ние сме затоа да ги потсетиме па на некои добри игри кои никогаш не е доцна да се вратат повторно интересот да се врати, јас да речеме
почнувам да ги подсетувам моите ќерки како јас растев, како ние имавме друштвени игри, заради тоа што веќе седењето пред компјутер многу не уморува сите и затоа свесно честопати го расипуваме компјутерот. Ние го криеме. Да, го расипуваме На поправка го праќаме. не стануваме негови заложници, веќе сме сите негови заложници. Што ќе ни раскажеш ти нешто вака оригинално од твоја уста, а врзано за твоето детство и за твоите најмили години? Не знам колку би била добар пример за деца што ќе не гледаат. Меѓутоа јас таква темпераментна од своето раѓање до ден денеска и над моите 38 години тој темперамент не ме напушти, тука и детето во мене. Значи бев многу исклучително динамично дете. Не оној термин што го користат хиперактивно, тоа не знам како би се објаснило, туку едноставно радознало, темпераментно, динамично, неагресивно во никој случај, иако имаше една случка кога бранејќи ја честа на мојата сестра, дупнав глава на едно детенце со камен. Меѓутоа, тоа е во сите оние детски лудори кои што верувам дека сите ги доживуваат. Секогаш сум била поборник за правдата, за вистината. Не трпев лаги, не трпев измами. Така да, многу комуникативна, дружелюбива и до ден денеска. Единствено така интересна работа моите родители што ми кажуваат, а ја не можам да се сетам на тоа, е што многу често сум знаела да се изгубам. Значи таа моја радозналост, авантуриста, и тоа сум и до ден денеска. На ова ќе се насмее Новица затоа што они до ден денеска ме вика авантуриста. И личиш. Да. Не треба да почнеш да кажуваш ти личиш на авантуриста, така и делуваш. Значи вика мајка ми, ќе отидеме некаде, ќе тргнеме сите фамилиарно да се шетаме и туку ќе се свртиме, Тања нема. Јас сум си без плачење, без паники, тревање, никакви театри. Значи јас сум си отишла негде кај што ми било поинтересно, што ми било ново. И така да, туку нема, ќе ме најдат. Па по микрофони ме викали во трговски центри и на плажа сум се губела. Вика, од чадор на чадор, од човек, ќе си се најадеш, ќе си се промаветиш, така. Сита, подмирена со сите работи. Да, ете така, интересно од детенце сум била, моите раскажуваат. Например, со сестра ми скроз диаметрално различни, значи црно и бело. Еве, ќе кажеш деца од дваеца, исти родители, исто воспитувани, со исти услови растени, меѓутоа скроз различни. Јас независна и стабилна. Па, најверојатно. Јас независна и самостална од мала. И едноставно сум знаела тоа што го сакам, дека мора да го добијам, па по цена да и да плачам и да се трескам од земја и не знам што да направам. Дека, например, сестра ми не беше таква, она еднаш прашува, може тоа, не може, фала, пријатно, јас не може, мора да може. Има да може. Тато. Така, нека интересен тип на дете, јас мислам дека сум била и многу драго и често се сеќавам на моето детство и сум горда на моето детство. Значи не сум била деликвентна во никој случај, но интересно детенце. Не се ни што прерасна во една вистинска дама. Морам да ти честитам на стајлингот, не очекував да те видам во ваков стајлинг, одамна не сме се виделе. Тоа е авантуристичкиот дух кој што се авантуристот во тебе. Браво. Да. Секоја чест. Многу ти благодарам што се навративме вака во твоето детство. Што ќе им советуваш на дечињата, бидејќи ги има многу кои што не гледаат, а и на мајките кои што често пати пазат понекогаш да не сгрешат, ги ограничуваат децата во многу тоа нивни сакам да работи. кажам. Значи, Суза, јас би им препорачала на сите мајки. Значи, оставете ги децата да бидат деца. И само деца. Значи, со тие наши кодекси на однесување, на не знам на што све не, учење на некои правила, норми во животот и ред и дисциплина, значи, навистина претеруваме. Јас сум се фатила во неколку наврати дека претерувам. Еве, например, и посебно Петар оди во училиште, трето одделение. Од тоа преголемо концентрирање на учење, така, добивам контраефект. Значи, оставете ги децата да бидат деца. Пуштете ги. Сето што треба да се случи ќе дојде во моментот кога нивниот биолошки часовник или нивниот ментален склоп ќе го одреди дека треба да се случи. Така, Ништо на сила не може да биде. Па и кога грешат, треба да сгрешат за да знаат како не апсолутно, треба. значи ако не видиш што е лошо, нема да знаеш што е добро. Точно. Апсолутно, значи јас барем така функционирам со моите деца и многу сум задоволна од Петар и од Степан.
Ти посакувам и понатаму да бидат твоја гордост, да бидат Благодарам. деца за пример и да бидат деца кои навистина ќе умеат да се снаоѓаат и во ваквите и во онаквите денови во животот, а ги има секакви. Така си. Инаку ова не беше само совет, односно препорака од една ваша естрадна звезда, една од малкуте фолк звезди кои навистина оставиле белег позади себе, верувам и уште ќе ни остава бидејќи само некоја деценија ја гледаме, но и од дипломиран педагог, така нели? Апсолутно, Кој што ова го учел и предпоставувам дека можеби некогаш и некаде ќе го применува и во пракса. Така, апсолутно. Јас ги сакам децата, тие се моја љубов помеѓу музиката и децата. Кога требаше да се школувам, јас ги одбрав децата. Иако музиката е дар од Господ, ова го учев, го научив и мислам дека некогаш ќе го употребам. Супер, тие ја заборави? Па ние ќе ја вратиме. Таа е само дете и не разбира што се случува овдека. Така. И не треба да ја замеруваме. Така, таа е само дете и треба да ужива во детството. Апсолутно. А животот е убав, животот е краток, да го уживаме сите. Тања, ти посакувам убав ден, ти посакувам добра дружба со синовите и на секаде каде што одиш да ги развеселуваш и понатаму луѓето со песна. Ти посакувам И со само многу насмевка. среќа и нека остане детето во тебе и во сите вашите дечки. Благодарам. Ете, тоа беа нашите звезди прекрасни за денеска. Ние се гледаме повторно утре. Довидување. Чао.